на 15! Работи микрофонот. Боже, се стива. Добро вечер. Ово е најпознатиот дилберски клуб у Скопје и ние сме познати дилбери од истоимениот град. Јас, пошто не сум многу вичен у говорот, ќе дадам само краток увод у врска со дилберството. Ние сега се спремаме за световно првенство што ќе биде у Швицарска и одак заради това сите ние вежбаме да овие справи. За да бидеш добар дилбер, мора да се внимава на исхрана. Ние се храниме со протеини, затоа што идеме на дефиниција. Док некој, ако сака да нанесе маса, онда то се користат чварци и црно вино. Да не должам многу, видите ја како се развив у последно време, да ми опрости аудиториумот, више не можам ни да се овакво избришам после голема нужда. Него да не должам да идеме да справите. Оваа е справа за развијање, за развисање. Колега, придржите го малце, тако званиот, и одаково, и одактоко са вежба, одаково, видите ту како се напида све, и одакто исто бицепс, трицепс, ово исто грудни кош, и одак све ово. Одак друга справа, таде ова, исто, тоа е ова, тоа е за тако звани ножни мишичи, може да придеме, ово е дечкото, може сте го виделе негде, и одаково. То са вежба, не знам зашто го пуштиле со волку високи патики, вероватно има врски. Док ово е овдека што е, ќе се вратиме да не боа прекинеме серијата, ово овде е вежба, више ја упражняват женски, нарочито ова, и то са вежба овака, и то ово, и одакто. Това би било што да не должам, ово е нашиот инструктор, и ќе го замолам него и од да каже 2-3 збора за дилберството. Инструкторе, бидите љубезни, дечките се за репортажа. Ова телевизија. Да, само со микрофонот. Мики, оди ти вежбај тие двете серии што ти кажав ја преска, мене малце ми се сврти у глава. Па видите, да. Добро. Ако треба нешто, повикајте ме. Да, ќе те викнам. Оди, Мики, оди. Па видите, овој клуб е отворен недавно и служи главном за производство и дистрибуција на згодни дечки. Како ќе се примети што е згоден дечко? Дечкото доаѓа, мислам, кај нас углавном доаѓаат згодни дечки. Дечкото доаѓа овде и после 2 месеци, кога ќе почнат сите да му викаат здраво, тоа значи има некој напредок, нели нормално, а после 4-5 месеца више он е спремен да го покаже своето згодно тело умрдаја, увачикот. Само момент. Ова е цаци мој пулен, еден од моите пулени, која дојде беше за никаде. Меđutim, ја оклюкам со протеини, он више вежба 4 месеца, цаци, од телевизија се дечкиве, Да. сакаш, биди љубезен, неве, ти као најкомпетентен вака да кажеш, гледате Па. како згоден, мислам, тоа е. Видите, ја уствари доваѓам чисто ради одржавање на фигура, пошто таму, кај што природа дала, нали, нема потреба да се интервенира нешто посебно. Морам да прекинем овие вежби за уствари се извинувам само да покажеме за нашите најголеми успеси. Прошла година кога бевме на светско првенство во Аргентина и таму освоивме у прв круг 16-то место, освоивме у прв круг и морам да ви покажам овие фотографии.
тука сум овековечен у моментот кога ми соопштија дека у четврти круг сум дисквалификуван поради тоа што носам неадекватна дужина на коса. Ово е тој момент кој што уствари ми обезбеди 16-то место у свет, откако е секов нормално косата и ноктите на нозете. Сакам само уште да напоменам и тоа дека втори и трети круг воопшто не се одржаа, поради тоа што многу се испомешавме, пошто беше се трефта светското првенство прошла година за големиот празник за 2 февруари. Фала ви многу што дојдовте да снимите, да направиме една оваква репортажа и на крајот само сакам да кажам дека ова е вистински спорт за прави мушкарци, а не како не другите за оние тешки педеришта. K15!